Наредниве минути во утринската програма ги посветуваме на третото продолжение од заедничката кампања на трите пензиски друштва во Македонија, символично насловена "Засади желба", и оваа година со едукативен и општествено одговорен карактер, во чиј фокус се младите. Целта е впрочем да се развие свеста кај нив за да изградат навики за учество во двата пензиски фондови, вториот како задолжителен, третиот како доброволен. Детали на оваа тема имаме од нашите гости. Студиото ни е полно со гости, па ќе одиме со ред. Велам добро утро за раководителот на секторот за институционална контрола во Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување Владо Ѓорѓиев. Добре ни дојдовте. И раководители од сектори на трите пензиски друштва кои што имаат многу да ни кажат за проектот. Зоран Габеданов, добро утро Зоран, Сунчица Нешовска и Сузана Бошковска. Ајде ќе започнеме од почеток. Она што треба генерално да го кажеме се однесува на проектот е дека едукацијата во раните години, и не само за овој проект, генерално за се, е многу важна за да можеме од една страна да изградиме и здрави генерации, а и тие да инвестираат во себе и да си обезбедат иднина. Целта и на ова трето продолжение генерално на кампањата е, велите, да создадеме едуцирана заедница која што свесно ќе постапува и активно ќе придонесува за подобро утре. Така, едукацијата кон младите која што ја посветуваме е генерално инвестиција на долг рок. Зашто го велиме тоа? Заради тоа што кога се посветувате на младите, стартувајќи од нивните средношколски денови, па подоцни факултетското формално образование, им даваме можност во периодот кога се градат како индивидуи и кога ќе се вклучат во реформираниот пензиски систем, во тој временски период да се едуцираат и запознаат со придобивките кои што ги носи самиот реформиран пензиски систем, и на тој начин со нивната едукација креираме едуцирана заедница која што ќе се грижи за себе, ќе се грижи за својата финансиска иднина и ќе се грижи генерално за животната средина, и на тој начин ќе се овозможиме да креираме една одржлива заедница во која што ќе ги уживаме сите заедно придобивките. Вака креираниот реформиран пензиски систем и финансиската едукација кон која што сите ние како пензиски друштва заедно со Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС посветуваме изминативе години внимание, верувам дека е вистинскиот начин само да ја покажеме и успешноста на еден од проектите кои што стапи пред 18 години. Оно што мене ми се допаѓа во целиот овој проект, што давате малку поинаков пристап. Не само за од личен аспект, грижата за сопствената иднина, туку и од оној општествено одговорен за еколошкиот аспект. Така, оваа година, засади желба, ова е трето продолжение, би го нарекла. Во минатите 2 години концептот беше насочен кон едукативен карактер, но и општествено одговорен карактер, каде што се креира низа пензиски паркови во средните училишта, еден пензиски парк на еден од факултетите во земјата, и воедно се креираше едно идејно решение за креирање на пензиски парк од 5000 квадратни метри. Оваа година, покрај самиот општествено одговорен карактер, концептот е насочен и кон креирање и давање на едукација во делот како да креираме одржлива иднина и како со подобрување на некои наши секојдневни навики можеме да допринесеме кон земјицата во која што живееме и работиме. Бројни активности има за ова трето продолжение. Она што можев да го прочитам е дека најавени се нови пензиски паркови, меѓу другото е Еко Хакатон. Ајде сега детали малку да им кажеме на гледачите за сега. Да, оваа година настојуваме повеќе акцентот да го ставиме на вклучување директно на младите, на учениците, на студентите во нашите активности, бидејќи сметаме дека на тој начин колку повеќе ги инволвираме во целиот процес, може и повеќе и да научат и да се едуцираат. Продолжуваме со пензиските паркови. Оваа година веќе на 30 ќе го засадиме и новиот пензиски парк во средното училиште Никола Карев, односно гимназијата Никола Карев во Скопје. За на 6 јуни да заминеме во Велес, во дворот на средното стручно училиште Коле Неделковски, да никне и уште еден пензиски парк, а потоа продолжуваме со активностите во текот на есента, кога ќе започне и хакатонот и на некој начин ќе се дружиме поинаку со студентите, со младите креативци, да ги поттикнеме истражувачи, да ги поттикнеме да го истражат и самиот систем,
да осознаат што повеќе за придобивките кои ги нуди и на тој начин да понудат квалитетни и одржливи решенија. Малку сакам да се задржиме токму на придобивките. За учеството во вториот и третиот пензиски фонд многу сме слушали, многу се зборува. Суштината кога станува збор за младите е да научат дека со учеството во овие фондови учествуваат во одржување на финансиска иднина на долг рок, но ова се генерално прашања кои што се одговараат најчесто при првото вработување. Тука треба да се решат работите. Така. Да, уште при првото вработување, односно и при самите тоа е и нашиот главен предизвик веќе и во циклусот на студирање, да ги потикнеме младите дека колку што е битно, нели, по завршувањето на образованието, да одберат каде ќе работат, во која компанија ќе го започнат своето вработување или, например, да речеме од која банка ќе примаат својата плата. Исто така е битно и дали нивниот работодавец редовно ќе ги плаќа пензиските придонеси или како они можат да придонесат за одржување пред се на квалитетот на живот кој што го имаме во работниот век, да го одржиме и во текот на пензионирањето. Има ли интерес од младите? Каков е впечатокот? Интересот, да кажеме, и нивото на финансиска едукација кај младите во Македонија може да биде и многу подобар. Значи, општо тоа што ние го работиме изминатите 18 години во делот на, да кажам, маркетингот на пензиските фондови, 90-95% од нашата работа е насочена кон едукација на младите, затоа што кај вториот столб тие се тие што сега прв пат се вработуваат, тие се тие што треба да ги донесат првите одлуки во животот, меѓу нив и изборот на пензискиот фонд. За жал, голем дел од младите, иако регулативата низ годините возможи, агенцијата МАПАС им доставува писмено известување со првото вработување дека негде се времено распределени, дека имаат право да изберат пензиски фонд, тие не го прават тоа, оставаат да останат членови таму каде што се по случаен избор. А се што треба да направат е да се јават кон некој од пензиските друштва. Ако до нив не дојде некој наш агент од пензиските друштва, тие многу ретко се обраќаат до пензиските друштва. И неслучајно ја споменавме едукацијата, бидејќи тоа е одлука која што треба да се донесе, има бенефити, но постојат и ризици. Причина повеќе да се зборува гласно на оваа тема, да се едуцираме сите, не само младите, бидејќи ова е одлука од која што зависи финансиската иднина на сите граѓани. Да. Пензискиот систем во Македонија, така како што е реформиран, е добро концепиран, меѓутоа пак ќе се вратам на таа финансиска писменост, граѓаните пред се го познаваат тој традиционален финансиски систем. Кај нив банките се тие што се сигурната институција, тоа е тоа што го знаат, додека, да кажам, алтернативните финансиски, како пензиските фондови, многу помалку ги познаваат. И тоа е таа наша работа низ годините, затоа и ги правиме овие кампањи, да допреме и до младите, меѓутоа и до повозрасната популација. И кога веќе сме на тема едукација, уште е едно прашање за оние кои што се интересираат. Кои се најчестите прашања кои што ви ги поставуваат или за оние кои што сакаат да навлезат во темата? Кои се прашањата кои што треба да ги постават задолжително во однос на изборот на пензиски фонд? Сега вака, едни се прашањата кои најчесто ги поставуваат при влезот во пензиски фонд, а други се отпосле. При влезот во пензискиот фонд е, морам ли ова да го направам? Што значи ова за мене? Кај ми е пензијата, јас дали ќе ја доживеам пензијата, јас сум сега 20 години, 64 години. Тие се некои дилеми кои што вистинските прашања сте кој сте вие? Што ќе правите со моите пари? Кога можам да ги користам? Можам ли да го променам пензискиот фонд? Дали вие мене како ќе ме информирате, како ги работите моите пари? Тие се прашања кои што од почеток
ретко ги прашуваат младите и да кажеме тоа може би е нормално, не го познаваат. Затоа се тука тие наши овластени представници, агенти, да во тие може би некогаш и 5-10 минутна средба е со тој млад човек, тоа да му го кажат, некако да го запамети. И исто овие наши кампањи да го подготват, што да очекува од тој наш агент и да го подготват што може да го праша. Господине Георгиев, последниве години живееме константна криза. Здравствена криза, економска криза, енергетска криза. Голем дел од граѓаните реалноста дека идва и преживуваат. Меѓутоа, она што е најважно е прашањето на долг рок, како ќе преживееме и можеме ли да се обезбедиме иднина. Колку пензиските фондови се сигурно вложување во иднината? Така, од аспекти на овој, да кажем, кризен циклус, енергетски, воен конфликт и така натаму, и секоја кризна ситуација што се одликува и што се рефлектира на финансиските пазари, се нормални појави. Така да тие доаѓаат, се случуваат, има некои веројатности, некои циклуси од рецимо 10 до 15 години да се случи некоја таква криза, меѓутоа долгиот рок, и затоа викаме инвестирање од млади години, од која ќе се вработат од 20 до 64, секогаш стабилноста на вложувањето, доколку тоа се прави долгорочно, во исти циклуси, правилно, и се доаѓа до ситуација каде што имаат постојан раст на средствата. Така да самото вложување континуирано и му возможува средствата континуирано и да растат. Со тоа, од аспект на кризите и начинот на инвестирање, поприлично е заштитена ситуацијата, затоа што има детална регулатива. Регулативата им дава во кои инструменти и во кои земи може да инвестираат и со тоа се прави соодветна диверзификација, односно распределба, поточно да се каже вака по-народски, како да ги инвестираат парите. Значи, парите придонесите од пензиските фондови не може да се инвестираат сите на едно место, не може да се инвестираат во една држава, во еден финансиски инструмент, акција или обврзница. Значи, сето тоа е расчленето и распределено на ситни детали за да одсекаде има по некој принос, меѓутоа една лоша ситуација или еден негативен принос да не влијае на целото портфолио и да се загубат доста средства. Од аспект на кризите тоа е онака во целина што може да... Една од главните задачи на МАПА се супервизија на пензиското осигурување и на пензиските друштва. Во тој контекст, како работат вашите колеги, како работат пензиските друштва и во однос на транспарентноста и во однос на одговорноста? Така, значи пензискиот систем 18-та година, како што спомна и колешката, од прилика ние работиме, ние сме агенција основана од 2004-та, значи со самиот зародиш на пензискиот систем, бевме веќе во фаза на креирање на процесите и на функциите на супервизијата. Така да работиме, да кажем, некој принцип на супервизија базирана на ризици, која ни дава некој поголемо значење од аспект на видување на ситуацијата доколку има некој ризичен настан. Не само усогласеност и неусогласеност со закон, туку да видиме дали некои активности треба со време да се превзема за да се направи некој подобрување. Така да еден од тие главни ризици нели е едукацијата, што ја увидовме на почеток, дека самите бројки кажуваат дека многу треба да се работи на случајот за да стекнеме доверба за луѓето да веруваат во системот и да ги користат придобивките и правата како што треба. Така дојде транспарентноста на тема и таа моментално навистина мислам дека имаме издигнато на, да кажем, наше соодветно ниво. Има доста дигитални алатки, има дигитални алатки на нашата веб страна да се проверат членство, да се прочитаат права, има сервиси кај пензиските друштва во секој време да се проверат лична сметка, значи да видат колку уплати имаат, колку им се придонесите, колку работодавецот им уплаќа придонеси пензиски, колку им се оплодуваат средства, колку приноси, значи за нашиве генерации, да кажем, и тоа што сме научени на дигитални алатки, мобилни телефони околу нас, мислам дека е све достапно и само треба малце да се пројави интерес и да пристапат. Ако се навратам со меморијата една година назад, кога започна економската криза, првото нешто што ги прашувавме економските експерти е дали се сигурни парите во банка, бидејќи тоа најмногу ги интересираше граѓаните. Дали во случај на криза каква што живееме се сигурни парите во пензиските фондови? Да, значи претходно го опфативме концептот околу инвестицијскиот циклус. Кризите што се јавуваат без разлика од кој карактер, тука е делот покриен од аспект на инвестирањето. Значи инвестирањето е концепцијски, како што го
да не го повторувам, значи поставено да го даде првиот акцент на сигурност во системот. Понатаму институциите. Значи постоиме ние како супервизор, пензиските друштва функционираат, текот на парите на придонесите се одвива на безбеден начин. Значи имаме движење на придонеси од уплат од работодавец директно на сметки на членовите. Значи циклусот текот оди се евидентираат и парите на нивни сметки. Ние водиме редовна контрола и теренска и вонтеренска на целиот тој циклус на инвестирањето на тие, па понатаму здраве Боже кога ќе дојде време до исплата. Така да самото инвестирање, парите не се на сметка на друштвото, туку се на сметка на фондот, значи тоа е посебна сметка, каде што нема никој авторизација, ниту привилегии да прави нешто со тие пари, освен да ги инвестира. А таа сметка е во чувар на имот. Тоа е чувар на имот, е кастодијан, да кажеме, некоја функција во банкарскиот систем, што дава сервис само за да бидат евидентирани парите и преку таа сметка да се инвестираат. Така да поприлично има комплексен систем што може да даде комплетна сигурност на целиот тек. Но најважната дилема е разрешивме. Парите се сигурни, тука се, никаде не одат, да сме живи и здрави, да дочекаме пензија, да можеме да ги користиме истите. Кои се очекувањата од ова трето продолжение на кампањата, еве за крај на разговорот? Очекуваме интерес од училиштата, очекуваме интерес од факултетите, очекуваме пред се интерес од младите во факултетите, пред се кога ќе биде хакатонот, да земат активно учество и посредно преку овие активности за одржлива иднина, затоа што еден од сегментите на одржливата иднина е финансиската одржливост, а финансиската одржливост за стари години треба да ни е јасно дека на сите нас ни е многу важна. Вака или онака сите ќе ја доживееме пензијата, да дојдам пак кај едно од најчестите прашања. Имаме еве повеќе од 300-400 илјади пензионери кои што низ годините велеле нема шанси да дочекам пензија, еве ја дочекале. За таа своја пензија треба и државниот фонд да работи добро, и приватните пензиски фондови да работат добро, меѓутоа и ние самите да се погрижиме да си ја дополниме таа пензија преку тој, да кажам, трет доброволен пензиски фонд и да ги следиме ваквите активности, да посветиме 5 минутки некогаш да прочитаме, да слушнеме нешто за да знаеме повеќе, едноставно. Младите живеат сега и овде, во мигот и можеби не размислуваат долгорочно, но ова е момент кога треба да се послушаат навистина и повозрастните. Овие одлуки влијаат на иднината, овие одлуки влијаат на нас и на нашиот начин на живот. Тие предодредуваат. Она кое што најчесто се соочуваме кога си го поставуваме прашањето за пензија, тоа е неколку години непосредно пред да појдеме во пензија. Кога ќе напрашаат кога е вистинското време, со сигурност можеме да кажеме дека тоа е денес. Просечната возраст на нашето членство генерално во пензиските друштва е негде околу 35 години, така да тој временски хоризонт од 30 години до моменталната регулатива за пензионирање 62 години за жена и 64 години за маж е сосема доволен временски период каде што средствата може да се инвестираат, оплодат и да ги искористиме придобивките од вака реформираниот пензиски систем. Сакавте да додадете нешто? Значи може да заокружуваме. Ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма. Ова е тема која што неврзана за проектот е секогаш актуелна и секогаш вреди гласно да се зборува, бидејќи сакаме да инвестираме и во себе и во иднината на нашите генерации. Благодарам. И благодарам за поканата.